Целта е никогаш немојте да бидете спокојни. Не се задоволувајте со медиокритет. Секогаш парајте повеќе. Големината на една компанија е во тоа колку припаѓаш ти на таа компанија. Јас секогаш сум на две нозе. Да се селам или да останам. Значи исто. Ама секој во нас секогаш поеднашка бар на денот, последниве 10 на 15 години си помислил, а што ако се пресува? Добар ден, добро дојдовте во втора серија на подкаст од Brain3 и Кариера.мк. Јас сум Дрита Зечири, со мене заедно со Ле Лези. Денеска имаме многу посебен и интересен гостин, Горан Николовски од Интеркредит. Добар ден, благодарам за поканата и имам честа да гостувам на новото во етер подкаст шоу. Јас сум Горан, компанијата се вика Интеркредит. Работам веќе со незе последниве 20 години, 21 година поточно. Инаку да, патот, мојот замислен пат беше да се позиционирам на архитектурата во Македонија пред се, но со сплет на околности се пренасочив кон машинството, поточно на пневматика и на автоматика. Но животот имаше други цели за мене и случајно се најдов во економскиот свет, каде што појма немав што значи билансна состојба, осигурување од побарување или ризик на неплаќање и датабази и потенцијални клиенти, ништо. Јас знаев навртки, машински завои и тоа беше мојата идеја во светот како да се позиционирам, но ете се случи што се случи, се вработив во компанија Кофас Интеркредит, која што во Македонија постоеше тоа време од 98 година. Значи таму сум од 2004 со машински студии 2008 ги завршив и сватив дека не е тоа што сум го учел и кај што ќе се позиционирам понатаму во животот. И одлучив сепак да го научам, освен практичниот дел што го имав покрај работата што го научив со текот на работењето, да дополнам моето образование со бизнис администрација на Тетовскиот универзитет, на Штулов универзитет. И тоа е мојата порака, едноставно не се откажувајте од ништо во светот, некаква која и да дое потешкотија, се учи. Све може да се научи. Додека сме живи, учиме. Okay. Прекинуваме да живееме, кога ќе прекинеме да учиме. Горане, каже дека живот имаше друг план за тебе. Дали животот или дали ти одлучи да... Со нашите постапки ние си го круеме животот. Okay. Така, можев и да прекинам таа, можев да одидам во друг правец, но сепак блискоста на фамилијата и на пријателите ме натера тука да се позиционирам. Имав можности као и секој што има желба да замине од Македонија, да си трага својата среќа надвор, но ја решив тука да ја барам и тука да ја продолжам мојата кариера и мојата фамилија и моето семејство. Моите деца сакам тука да пораснат, каде што сум ја пораснат. Македонија е преубава земја, ама во моментов не е толку добра држава. Добро. Она што го кажа дека ти донесе одлука, значи да е битно да донесуваме одлуки, да знаеме што сакаме во живот, да си имаме цел. Дали мислиш на тоа или на нешто друго? Целта е никогаш немојте да бидете спокојни. Не се задоволувајте со медиокритет. Секогаш парајте повеќе. Животот ви дава неограничен спектар на можности. Каде и да погледнете можете да најдете некоја можност. Скриена можност, отворена можност. Ваше е дали ќе процените и фатите за време можноста, или настане ќе останете животот да ве одмине и цело време да викате можев тоа да го направам, можев тоа да го направам. Што те разбирам дека повеќе зависи од нашето внатрешно, отколку од надворешните фактори, нели? Можността се наоѓа во нас самите. Дали добро те разбрав? Историјата на човековото постојање е од согледување и прифаќање на можностите. Се додека ги фаќаме можностите, ние можеме да напредуваме. А кои се денеска твои можности? Што точно работиш освен Интеркредит? Кои се твои, онака да кажеме, области на работа и действување? Во моментов, јас раководам со компанијата Интеркредит и ИТА Логистика.
Компаније се мал тим, претежно 20 до 40 на години вработени, позитивни атмосфери сме, сите растеме заедно. Ајде да не ги наречам вработени, да не ги наречам партнери, зашто без нив не би можеле да функционираме. Клише би било ако речеме фамилија дека сме, но сепак 1/3 од денот поминуваме заедно. Сите на крајот на денот гледаме да си направиме поубаво за себе да бидеме. Кој е тој клjuč на успехот што вие така функционирате, убаво го кажуваш, партнери, да не кажам фамилија? Кој би бил тој, онака да кажеме, фактор или клjuč што така функционирате? Дали е тоа комуникација, дали е отвореност, дали е соработка, дали е од што произлегува таа? Ја не би рекол дека сме нешто специфични и различни. Има многу компании во Македонија кои што функционираат и работат на овој принцип и оваа матрица на постоење ја следат. Кај нас имаме зададените цели на маса и не бараме веднаш одма за 5 минути заврши работа, туку лежерно, опуштено, да, работиме под притисок, ама на крајот на денот сите сме среќни и задоволни кога ќе се исполнат целите. Тоа е она дека секој си знае што треба да секој си знае што која му е задачата, си има поставени цели, термини, дедлајни и секој што завршува. Ало оно што го слушам дека е многу битно не само да бидат своите задачи да ги извршуваат, него многу битно е чувството, нели, да се чувстват припадно, оно што да се идентификуваат со. Точно така. Значи големината на една компанија е во тоа колку припаѓаш ти на таа компанија. Ако задачата твоја ти е да се појавиш во 8:30, да се замениш во 16:30, тогаш ти си го губиш своето време, а и на компанијата времето. Дојди, биди продуктивен, неограничени можности, пак ќе повторам. А Горане, како успевате да најдете такви? Дали вие ги наоѓате тие луѓе или кои нивната вредности се совпаѓаат со вашите, или пак инвестирате во луѓето за да постигнете таа клима на соработка? Потенцијалот во човекот се гледа според неговата желба за работа. Значи не е само основа знаење кој го поседува. Ја како што кажав, бев машински инженер, сега сум во сферата на економијата. Значи секој може да се надградува доколку има желба и доколку сака. Кај нас во нашава држава владе, да не речам, еден апатичен систем, као не може да се променат работите, не може да биде подобро. Не, може да биде подобро, од денеска може да биде подобро. Сега да станеме, да можеме ние самите да си направиме да ни биде подобро и за нашите деца. И она е тоа што промените не се случуваат од денес утре. Промените се случуваат во најмалку рамка временска 5 до 10 години. Значи образовниот систем да го смените, денеска дајте најдобрата програма во школите, тоа ќе се види тек после 5-10 години. Така, да. Кај нашите вработени секогаш инвестираме во програми, во едукација, во човечки раст, во потенцијалот нивни, го согледуваме во потенцијалот на вработените и инвестираме во вработените. И со тоа додаваме некоја додадена вредност на нивниот потенцијал. Значи тоа е таа вредност што ве на некој начин и разликува, не викам дека нема такви фирми, компании, меѓутоа повеќето, да. Меѓутоа и од моето искуство многу често, покотоа ајде да кажам некако и во државни администрации каде што не се инвестира толку во луѓето, многу е голема незадоволство. Можеби финансиски се и задоволни, меѓутоа многу често значи не е само таа надворешна мотивација, него и таа натрешна да го почитуваме прво човекот како човек и да му овозможиме негов раст и развој. Тоа вие го правите во континуитет и едно, друго што многу добро го спомна, промена. Промена денеска е нешто континуирано, нешто што е секојдневно присутно во нашиот живот. Како вие како компании се носите со, знаеме дека се случува и во приватниот живот промените, меѓутоа и во бизнис животот денеска промени се многу динамични. Да се навратиме 3 години. Кој очекуваше дека корона ќе се погоди? Да, управо тоа. Се прилагодивме сите, цел свет се прилагоди на промената. Да. Значи треба да дојде до нож, за да можеш да промениш. Али има некои кои не се промени, а кои не се адаптира на ситуација и ти гасна. Ти не обстануват. Ти згасна. Значи, пак ќе повторам, промената е најкруцијална во животот.
Видовте што ни направи короната. Да. А замислете што ќе се случи во моментов да снема интернет. Така, сите тогаш беме во шок, нели? Ни требаше малце време да се совземеме. Да. Меѓутоа, знаме од искуство и работа, има луѓе, фирми и компании кои што, зошто се случува, почнува со обневување, тражење на, меѓутоа, има обстануваат само тие кои барат решенија. Тогаш нели? стана помодерно работењето од дом, Да, од тоа јас далечина. тогаш Zoom ми стана онака новина во живот. Погледнете промената на Zoom, Да. незините акции Така, кои порасна да. со користење на оваа платформа. Искрено, Горане, јас пред корона нема поима за Zoom. Како и знаеш од Да. Zoom? Значи, тука може да се надоврзаме и со иновации, колку е важно да бидеме иновативни на пазарот, така? Ако не имаш иновација, нема да постоиш на пазарот, ќе Така те е. згази конкуренцијата. И кога сме кај иновации, знам дека организирате една конференција која ќе биде Да. прва во Македонија, која е доста иновативна. Па ако може малце да ми кажеш, Горан, која беше мотивацијата за таа конференција и зашто се работи Под иновација можеме да го кажеме дека иновација во Македонија. во Македонија? А инаку светот функционира на овој начин додека ние сме правеле црешови топчиња. Во буквална смисла на зборот. Значи, Кофас, компанијата која што ја представувам, мислам дека околу 1800 нека година оформена во Париз. Присутна е во преку 150 држави низ цел свет и имаат многу интересна алатка која што мислам дека е многу потребна во македонската економија, а тоа е осигурување од ризик, од наплата. Практично, пластично кажано, за да не разберат сите, тоа би значило македонска компанија сака да почне соработка со нека германска компанија. Оди на саем, се запознаваат, си делат визит картички, германецот каже јас сум најдобар во мојата индустрија, ќе работиме заедно. Си пружуваат рака, се враќа, германецот му пушта прва фактура од 10.000 евра, македонецов среќен, радосен, ќе работам со германска компанија, јас ќе бидам позициониран број 1, пушта 10.000 евра. Толку. Германската компанија не постоела. Тоа е фантом компанија. Без актуелна проверка на таа компанија, која е, што е, дали должи, дали е во стечај, дали е во ликвидација и можноста ти таа фактура, тоа плаќање да го осигураш за еве во случајов не постои фантомска фирма, ти остануваш без 10.000 евра. А тие 10.000 евра си често работа. вакви примеруци? Да. Ние не сме измислиле корупцијата. Да. Цел свет е за жал. Значи, вие знаеш компании во Македонија кои претрпеле Такви некои искуства. негативни искуства имат. Да, не ги именувам сега, Да, но мислам, али има. често Да, има да, компании кои што да не речем наседнале на тие шеми. Тие шеми се секојдневие во светот. Знаат луѓе да останат и без целата заштита од животот. Со некоја нивна идеја ги вложиле сите пари и останаа без пари. А вака, пошто нели ние кога зборуваме за иновации во државава, мислам, може мое мислење, ама кога разговарам со луѓето и некако сме малце крути, кога сакаме нешто ново, викаме, абе ова тука не бидува. Мислам, како беше вашиот чекор и како се одлучивте да направите нешто такво? Еве прост пример ќе ви кажам. Имаме компанија во Македонија која што е огромен снабдувач на мали дуќанчиња. Трговци поединци, колонијалчиња. Им дава роба, и веднаш им бара пари. Чекај, вика, да ги продадам работи, па ќе ти платам. Не, веднаш платим. И зима кредит, влагат долгови, остава хипотеки за да ги плати. А замислете ситуација каде што големиот добавувач си ги има осигурано сите негови фактури и му вика, еве ти ги продуктиве, 60 дена ќе те почекам. Продај ги, направи пари, собери плюс, плати ми ги. Ама ако не ми ги платиш ти, јас сум веќе осигуран. И добрата работа што е во Кофас групацијата, таква мрежа има направена, што еден од тие добавувачи или купци не ти плати, то влегува во системот и тој веќе не може да отиде на друго место. И као, овој го зезнав, не му плати, ќе отидам кај друг ќе земам. Не можеш. Влезен си во системот дека не си платен. Горане, а кој е искуство твое? Дали компаниите повеќе учат од негативно искуство или повеќе сега се буди свеста кај компаниите за потребите и за
еве да кажеме и од таа сфера? Дали повеќе учиме од искуство или имаме и некоја визија? По моje гледање, компаниите во Македонија секогаш гледаат од потешкиот начин, а тоа е од негативното искуство. Повеќе учиме од Значи, треба на да- потешкиот начин. Треба да седнеш на маса со некој што навистина се изгорел и да му поверуваш. И тогаш ќе го земеш со резерва. Ќе речеш, ама мене тоа нема ми се случи. Да, и тебе тоа може да се случи. А како може да дојдеме до овој друг начин, за да компаниите повеќе имат визија и стратешко планирање? Затоа сме тук. Затоа сме тука, Едукација да. на населението, И што на би компаниите. пренел на компаниите, на поединци? Да ги искористат иновативните алатки што ги нуди Кофас. А ги има, да. Ги имаме, Да. присутни сме на пазарот. Само повторно ќе кажам, кај нас менталитетот е да бидеме, ајде да не речам лекоумни, туку да сакаме да веруваме. Добро. Такви сме, мислам, целата Јужна Европа сме такви. Да. Топли, мирни, сакаме да работиме, сакаме да веруваме во луѓето. А не сме научени на измама. Не знам, можеби сигурно на секој од нас му стигнала пораката од принцот од Нигерија, каде што остава наследство. Да. А има многу луѓе кои што Има. наседнале на Да. така. Така Има е, вистина. да. Ова е практично тоа, ама ти со помош на вистински алатки можеш да дознаеш со кого се работиш. И да речеш, чекај малце, пријателен, ти не си овој што се представуваш. Што е работата? Сакаш да ме измамиш? И тука завршува целата. А сметаш дека преку обуки, преку сензибилизација? Да, дефинитивно. Само преку преку обики, тоа, да, само преку цело време ставање информација дека е потребно, дека е овај полес, ќе дојдеме до ден каде што осигурувањето на побарување ќе стане еднакво на осигурувањето на автомобилност. Ние по дефолт ги осигуруваме возилата. Не зашто очекуваме несреќа, Да, затоа што тоа е тоа ни е наложено. Да, наложено. Да. Еве ти си долго време и во бизнисот, ти имаш многу големо искуство во различни области. Еве, ако гледаш некако кроз тај таймлайн линија или минатото, дали се разликуваше во минатото, која е разлика, да кажеме, работа со компании пред 5-10 години, денес, и како гледаш дека ќе биде во иднина во Македонија? Пред едно 15 на години Кофас имаше направено анализа за пазарот во Македонија, каде што бевме оценети со А- оценка. Чисто за Тоа е компарација. пред 15 години. А плюс е највисока оценка, на балконот Словенија има. Сега сме во С-. Значи имаме тенденција на опаѓање и на куповната моќ, и на пазарската економија. Сме во тренд на опаѓање. Најмногу се должи од глобалната слика политичка, но и во нашиот двор компаниите полесно им е да го прекинат бизнисот, отколку да се изборат со проблемите секојдневни, како што е короната, што кажем. Да. Кој е тој фактор за соочување, успешно соочување со предизвици од твое искуство? Никогаш не се откажува. Никогаш не се откажува. Значи, колку и да имаш предизвици пред себе, тие предизвици само можете да направат Дали којак. тоа да гледаме во решението, а не само во проблеми, да кажеме, да гледаме каде што може да направиме, што имаме на располагање, не само што ни недостасува. Мислам, Најлесно е да се откажеш од проблемот и да решиш ова не ме интересира, ќе го оставам проблемот на страна, ќе се реши сам. Нема да се реши сам, ќе стане поголем. Да. А доколку имаш сенс и го приметиш проблемот веднаш, тој е мал проблем, веднаш ќе го решиш. да, Горане, и ќе стекнеш искуство, нели? И ќе научиш нешто од тоа и ќе стекнеш стратегија за соочување во иднина. Искуството ти дава насоки како да се одвиваш понатаму. Има една изрека, секое врно искуство ти дава репер за понатамошните искуства. Значи, ако ти се задоволиш денеска со обична вода и тоа ти е сосема супер, утре ден ќе сакаш да ставиш цедевита во водата и пубаво. Значи, искуството, секое наредно искуство така растеш со искуство. Јас ќе кажем моje мислење, мислам дека тоа е само моje видување од моje искуство. Често со работа во компании кога не ангажират, обично барат да се работи со
ајде да кажеме вработените, ти ги викаш партнери, не гледајќи дека промената може би треба да се случи од горе, барат да се случи нешто, промена да се случи од доле за да се смени ситуација. Меѓутоа, моје искуство дека паралелно треба да се работи на развој, на инвестирање, на промени, како кај работените, така и кај менаџментот. Кој е твое видување? Бидејќи ти си човек кој инвестираш во себе перманентно. Моето видување е дека Македонија е мала држава, не повеќе од 2 милиони народ, активно работно население имаме колку пола милион, 700.000, и поголемиот дел од нив се во администрација. Политиката го крои, ја крои економијата кај нас, а не обратно. Добре. Сите тие вработени во администрација или во приватен сектор се неисклучен дел од политиката. Како И влијае во приватниот? Па и секаде. Добро. Навлезена е политиката секаде. Нажалост. За жал. А растот на индивидуата треба да биде тесно врзан со образованието. Ако ние немаме адекватно и квалитетно образование, не можеме да очекуваме дека ќе имаме кадар кој што ќе сака да седи тука и ќе сака тука да создава. Кога викаш образование, мислиш на специфични знања или јас зборам истакнување на зборам од компетенции? од градинка Да. до високо образование. Како процес? Како да уништиш нација? Али не е доволно само да завршиме факултет и да престане нашето. Колку факултети имаме во Македонија? Имаме преку 15 факултети. А еве јас, например, како помлада генерација, често сум размислувала, ми доаѓало момент кога и често размислувам дали утре да се преселам од тука, тоа преска баш и ти спомна дека бил тој моментот кај тебе, а гледам дека кај помладите генерација е уште поголем, нели, поголема мотивацијата, ама си останал тука и викаш дека има можности кога се останува тука, ако ние се одлучиме дека сакаме нешто повеќе од животот. Кажи ми, тебе ти се исплатило тоа и ги мотивираш ли младите дека треба да останат тука? Јас секогаш сум на две нози. Да се селам или да останам тука. Се уште. Значи исто. Ама секој во нас секогаш поеднашка бар на денот, последниве 10 на 15 години си помислил, а што ако се преселам? Да, ќе се преселиш. Секогаш ќе бидеш граѓанин од трет ред, на нула ќе почнеш, во непозната средина, без пријатели, без фамилија, без топлината на Македонија што ти ја дава, и ќе се позиционираш. И да, ќе растеш. И ќе се оздреваш, и ќе вработиш, и ќе работиш. Дома си е дома. Да. Тука сме си родени, тука сме си задоени, и тука можеме да го направиме поубаво да не биде место. Почнете од сами себе, излагате надвор, гледате ѓубре, си го кренеш ѓубрето и го врдиш во канта. Значи промена треба да тргне од нас Од нас. самите. Да. Не може Да. не може да дојде некој Така е, тоа некој што многу има работа, различен да. менталитет и да те научи како треба. И затоа кажам, образованието е силата. Значи без образование не можеме да градиме никаква иднина, ништо не можеме. Ќе си живуркаме и тоа е. Да. А Горан, вака едно прашање, како ти од финансискиот свет, дома со две женски деца и со жена, кажи ми дома, кој ги менаџира парите и како оди процесот? Тоа е интересно прашање. Тешко прашање, најтешко. Оставам дома и толку. За мир во куќа. Тоа е. Горане, и уште прашање, мислам ти си човек кој водиш повеќе работи, бизнеси, имаш и семеен живот. Нормално, секој од нас има стрес, некојаш помалце, некојаш поголем стрес. Како Горан менаџира со времето, со предизвикувачки ситуации, со стресни ситуации кои сите ги имаме во живот? Која е твоја стратегија? Кој е твој начин на Последниве 3 справување? години избегавам стресот само. Можно е тоа? Да, ма тоа е ставање под тепих само. Okay. Не, начинот на стресот е да јас сега во моментов со две мали деца каде што не можам да отсуствувам подолго време од дома, инаку порано тоа го издував со возење мотор. Сега го правам тоа со буквално промена на местото каде што се наоѓам. Ќе земам 2 недели одмор, секако со лаптоп, зашто немам одмор јас. И само ќе сменам локација. А менување на локација нека тоа Менување е. на локација чисто само да ги трнеш цивилото и воздухот
да излезеш од државата, среќа имаме пасоши од Да. Нови. и можеме да... Али треба да... и сообраќајни за во Грција сега. Со авион. Значи, Битно да, да мојата порака и Да, тоа мојата е, препорака е да се проштетат доколку се има можност секаде. Да. Значи не е Европа едното Да. и не е Македонија. Може би и во Македонија може нешто да сме од Македонија Скопје има да се преубави Така места, е. Не имаме преубава Ама зборам за природа, културата, Да. да се види како живее другиот народ, да се видат различни цивилизации, различни историски вредности, различни начини на живот и култури, јазици, да се научи што може повеќе, тоа е Колку те подобро. разбирам дека порака до млади луѓе дека бидат отворени да патуваат, да видат да се сочуват. Апсолутно, треба да бидат отворени кон сите можности, кон сите предизвици и најбитно од све секогаш да учат. Да учат нови работи. И денеска научивме нови работи. Така И јас е. научив нови Јас работи. многу од тебе научив исто и дознави за нови работи за конференција, што е многу интересно и Да. верувам и сите кои ќе слушат и ќе не гледат дека Да, тоа е огромен ќе- потенцијал на македонската економија кој што навистина може да помогне. Што активно ние сме со 2 милиони население сме релативно мала економска држава. Имаме некои си 60.000 компании активни, од кои што кој ќе извадиш тие со нула вработени што само функционираат, ќе дојдеме до некоја многу мала бројка, околу 20.000 компании кои што реално може да бидат столб за цела економија на Македонија. И за на крај Горане, тоа е главна порука до младите луѓе, па не само може би за малце повозрастни кои ја гледам дека имаш многу научи во тебе, многу нови работи слушнав, која би била таа главна порака? Никогаш не се откажувајте од соништата. Значи остануваш при тоа, никогаш не се откажувајте од соништа. Со доволно работа, со доволно Да. труд и со многу учење и читање, све може да се постигне. Да. Значи тоа целоживотно учење. Додека живееме учиме. Да. Фала ти многу на гостување. Благодарам Фала, за Горан. поканата. Ќе се Ше видиме. мила.